Почитувани присутни, денес разговараме за предлог за директор на Агенцијата за администрација и тоа предлогот доаѓа од Генералниот секретаријат при владата и по втор пат се предлага истото лице да биде директор на оваа институција и неговото име е Спасе Глигоров од Струмица. Она кое што би сакала јас да ви го поставам како прашање, почитувани колеги, е дали некој се сеќава на Спасе Глигоров. Дали Спасе Глигоров со неговото работење оставил белег, па затоа владата е така задоволна од неговата работа и еве го предлага по втор пат да биде директор на Агенцијата за администрација. Да, и кога дојдоа на власт, дојдоа со една идеја да направат целосна реформа во администрацијата. До каде стигнавме со таа реформа? До каде стигнавме со рационализацијата за која што многу често знаете да зборувате? 140.000 вработени во администрација, а ако отидете да прашате во било која институција дали се вработените задоволни од своите услови на своите работни места, дали имаат доволно работни задачи или дали имаат рационализација на нивната систематизација, ќе ви одговорат со не. А зошто е тоа така? Заради тоа што со години наназад не се подмрднавме од мртва точка на отварање на работни места согласно потребата на кандидатот кој што треба да биде вработен. Со години се менуваат систематизациите за да можат да бидат вработени луѓе кои што се потребни на одредена политичка партија. И да, вие сте 7 година на власт и не смеете да заборавите дека во ваше време ова продолжи да се работи на ваков скандалозен начин, што доста често гледавме во медиумите како се вработуваат луѓе кои што немаат никакви карактеристики, а додека луѓе кои што биле кандидати, кои што сакале да се вработат на одредено работно место со десетки во своите индекси остануваат дома. Гледаме и читаме статии во времето на Спасе Глигоров како најуспешните во државата учениците на генерација си заминуваат од Република Македонија. Тоа е успехот на Спасе Глигоров. И она кое што морам да го забележам е дека дел од работите, бидејќи пред себе го имам и извештајот за работа на оваа агенција за 2022 година, дел од работата на оваа агенција е објавување на огласи за вработување на административните службеници. И сега би сакала да ве прашам зошто агенцијата воопшто не прашува и не се заинтересирува за какви работни места се распишуваат огласи, а за какви работни места не се распишуваат огласи. Па дали знаете дека во финансии, во буквално секоја државна институција или таму каде што се вработуваат административците, нема вработени. Има по еден човек кој што е претрупан со работа и нема отворење на ново работни места. А додека за оние кои што шетаат по цел ден, се отвараат работни места, бидејќи потребно е да се задоволат одредени политички апетити. И тоа Спасе Глигоров во изминатите години не успеа да го заустави. Не успеа да го сопре, туку напротив, го појача. И затоа јас не се согласувам дека едно исто лице на кое што му било дадено шанса да раководи со ваква институција во изминатите 6 години, треба да продолжи да го прави тоа, затоа што буквално немаме резултати од неговото работење. А како го гледаме тоа? Тоа го гледаме преку неговиот извештај кој што го доставил до собранието и во кој што дал одредени заклучоци. Знаете ли кои се заклучоците на Спасе Глигоров? Заклучоците се дека имаме колизија на посебни закони и нивните подзаконски акти и колективните договори со Законот за административни службеници, Законот за вработените во јавниот сектор и подзаконските акти
кои што произлегуваат од овие закони. Замислете, кажува во забелешките, а воопшто не дал предлог на владата да направи измена на овие закони. Ова е огромен период од 6 години, за кој што да бидете мирни, да седите на вашето столче и да ги гледате недостатоците и да не реагирате е скандалозно. Значи, комисиите за селекција на кандидати и комисиите за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен при спроведување на постапките што се во нивна надлежност продолжуваат да се соочуваат со низа проблеми поради нејасни и непрецизни одредби на Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор. Зарем не требало Спасе Глигоров досега да реагира во врска со овие недостатоци на законите? Зарем не требало Спасе Глигоров да реагира заради тоа што има рекордни број на жалби кои што се поднесуваат до Агенцијата за администрација од година на година? И очигледно е дека постојат одредени проблеми со администрацијата. Меѓутоа, Спасе Глигоров молчел и затоа сега ќе биде награден со уште еден мандат. Одредени институции од јавниот сектор и покрај доставените известувања не доставуваат законски комплетирани барања за објавување на јавен оглас. Па замислете, директорите кои што вие ги поставите во овие институции не доставуваат комплетни документации за да може агенцијата да објави оглас. Толку ви се компетентни директорите, раководителите на секторите кои што се одговорни за оваа работа и Спасе овде го констатира ова. Ова е минус, ова е скандал за вашето работење. И исто така за работењето на Спасе. Значителен број на институции од јавниот сектор во повеќе наврети поднесуваа барање за објавување на јавен оглас за едно работно место со еден извршител, иако има одобрени годишни планови за вработување со повеќе работни места и извршители. Замислете, одредени места не може да бидат пополнети заради тоа што очигледно партиите СДСМ и ДУИ не можеа да се договорат кој кандидат треба да влезе во која институција, заради тоа што уште малку на огласите да ги напишете имињата и презимињата на оние кои што треба да бидат вработени. Затоа што имавме случаеви. Да, сосема рандом место се предвидуваат факултети и се предвидуваат степени на образование согласно кандидатите, а не согласно потребата на администрацијата. Ова е скандал и Спасе Глигоров ништо не придонел оваа ситуација да се промени. Дури и во оценувањето на кандидатите, исто така не променил ништо. Повеќе од половината објавени јавни огласи се објавени во последниот квартал, октомври, ноември и декември. Да, ги објавуваат тогаш, заради тоа што, веројатно, притисоците се преголеми и од друга страна владата дури тогаш се договориле на некоја седница да може да се избере одреден подобен партиски кадар за да влезе во овие институции. Понатаму, доставувањето на потребните дополнителни податоци неопходно за правилно одлучување на жалбите, приговорите за административните службеници е квантативно подобрено, но сепак недоволно поради што одредени постапки за одлучување по жалби и приговори на административните службеници се одолговлекуваа. Спасе направил ли нешто тоа да го смени? Каде се реформите, бре луѓе, кои што вие ги толку време ветувавте? Меѓутоа, очигледно со Спасе не успеавте да ги реализирате, а исто така и во иднина не очекувам дека истите ќе бидат направени. Ви благодарам.